Јавното предпријатие ИСАР нема пари и е во голема неволја. 4 години кредитот од Европската банка за обнова и развој не го враќал. Па заедно со каматите тој сега изнесува 3,5 милиони евра. Последното предупредување и опомена за блокирање на сметката стигнаа до општината Штип, која е гарант за кредитното задолжување на ИСАР. Ние имаме оврска како општина Штип на месечно ниво да исплаќаме некаде околу 3 милиона и 700 илјади денари секој месец да сервисираме оврска за враќање на кредитот кој што е неколку пати репрограмиран досега и во овие 4 години ниту една рата не е враќана. Секој месец општина Штип ќе има обврска да враќа 3 милиони и 600-700 илјади денари на месечно ниво, нешто кое што претходната локална власт не го направила. Дали барањето ќе биде прифатено е неизвестно, па од тука и прашањето, што ако од Министерството за финансии одговорот биде негативен? Мораме веднаш да ги уплатиме овие заостанати првични две рати во вредност од 7 милиони и 500 илјади денари и веднаш потоа тековно да ги враќаме сите рати кои што ќе доспеваат и кои што ние како општина Штип, односно јавното предпријатие, со веќе постоечкиот договор со Министерство за финансии ќе имаме на месечна основа оврска да го враќаме. Доколку овој проблем ИСАР и општината некако и успеат да го решат, втората голема финансиска дупка е долгот за струја. По овој основ Штипското јавно предпријатие должи нови половина милион евра. Во наредниот период ќе биде платена една рата од делот кој што го имаме за струја и во наредниот период во контакти, во соработка со нашиот добавувач приватен за струја, ќе направиме еден план во кој што со текот на времето ќе ги подмириме долговите за струја. Овие два долга заедно со други помали и поголеми пред ИСАР отвараа должнички кратер од 5 милиони евра, што е 150% од неговите брутогодишни приходи. Сооднос кој економистите го објаснуваат на следниот начин. Превработеност, недомакинско работење и неможноста со постоечките приходи да ги намират тековните обрски. Сега, секој пат решението се наоѓа во помалото зло се одбира, односно се покачува цената на производот што го нудат, дали вода, дали други услуги комунални, така натаму. Ваквиот опис јасно кажува каков е предизвикот за работа во ИСАР и што се е потребно за предпријатието да функционира, а при тоа редовно да се собира сметот, да се чистат улиците, а вода и плати да има по секоја цена.